создавањето на Одделението за борба на организиран криминал и корупција во Државно јавно обвинителство. Меѓутоа не споменате дека до овие години имавме на спрега во тоа обвинителство, а тоа беше шефот на УПК Сашо Мијалков и шефот на Одделението за организиран криминал Јован Илиевски беа обвинени во родбинска врска. Потоа споменавте дека имате случаи на сомнежи за корупција кои доаѓаат од граѓаните на кои не би било корисно да се зборуваат, цело дека не се докажат. Имавме например случај во кој новинарите објавија со документи дека господинот Мијалков има милионски имот во немска земја, но никогаш ниту една институција не покрена било каква постапка за да ги расчисти овие сомнежи, така да имаме доверба во таков процес, го имаме вакви спреги по јавното обвинителство. Благодарам. Истото за второто прашање и представувајте се и медиумот. Еден од најекватантните примери за корупција случајот на Маđар Телеком, кој што се информирани гранични актуелни функционери. Во моментов се уште не е утврдено надлежноста околу овој случај. Може ли да се случи тој предмет да застари и каков е односот на специјалното обвинителство кон овој случај? Благодарам. Трето прашање таму. Ова беше за двајцата обвинителя специјалното. За двајцата, добро. Искра Печеска телевизија 21. Прашање пред се до господинот Зврлевски и до господјата Ковеси. Ако податоците што ги презентира се приближно исти околу кој колку гонел и на кој начин, тогаш од каде таа дискрепанција или разлика во довербата што ја ужива обвинителството во Романија и нашето обвинителство, господине Зврлевски, и секако господја Јанева, ако сака, може да одговори на истото прашање. Ви благодарам. Благодарам. Дали уште едно-две да земеме прашање или да почнеме со одговорите тогаш? Кој би сакал да сакате? За довербата, зашто е различна во нашите обвинителства, ако се слични бројот на случаи. Сака да ви рекаш нешто? Говорите. Прво да одговорам на првото прашање. Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција е основано 2004 година. Во 2004 година апсолутно кога раководител на тоа одделение, а потоа и на тоа обвинителство не беше ниту познат, ниту актуелно вклучен во ништо господинот Сашо Мијалков, така да успесите во тоа обвинителство беа многу пред и јавниот обвинител Јован Илиевски е многу пред појавувањето на господинот Сашо Мијалков во тоа обвинителство и многу поголемо искуство и стаж има во работата на борбата против криминалот и организираниот криминал. А за сите евентуални настани каде што би се појавил или се појавува понатаму во пријавите, дали од граѓаните, дали од некои институции, господинот Сашо Мијалков, јавниот обвинител Јован Илиевски е иземен од постапувањето на тоа јавно обвинителство. Ако е тоа одговорот кој ве задоволува, onda ќе преминам на прашањето Маđар Телеком. Маđар Телеком е предмет кој е отворен во 2008 година под опрен глас од тоа истото обвинителство. Во 2008 година потоа по пријава на Министерството за внатрешни работи е отворена истрага во тоа обвинителство. Истрагата е поведена во тоа јавно обвинителство и веднаш е остварена соработка со американскиот обвинител и службите кои го следат американскиот обвинител FBI и Комисијата за хартија од вредности. До 2011 година се води постапка за тој предмет. Во 2011 година имаме актуелно обвинение за тој предмет. За се она што е прибрано доказ, поднесено е обвинение. Обвинението е на сила. Дејствијата кои се опфатени во тој предмет и како настан кој е испитуван, не може брзо да застари, затоа што имаме и прекид на застареноста и воопште не станува збор за застареност. Тој е предмет кој е започнат многу поодавна и е во фаза на судење. По однос на довербата на граѓаните, ние тргнуваме од предпоставена недоверба на граѓаните. Во јавно обвинителство на Република Македонија на годишно ниво има преку 15-16 илјади кривични пријави. Бројот на успешноста на пресудите е преку 90, на поднесените обвиненија е преку 93%, а бројот на жалбите на предметите е многу помал. Ако жалбите ги споредите со бројот на поднесени обвиненија, ќе
имате параметар за доверба. Инаку, на кој начин и како се цени довербата во обвинителството или на која стратегија и на која статистика, тоа не ми е познато. Сметам дека граѓаните во Република Македонија во голем број имаат доверба во јавното обвинителство и во јавното обвинителство за организиран криминал и во основните и во јавното обвинителство на Република Македонија. Благодарам. Вие повелете, обвинителка Јана. Благодарам. Што се однесува до предметот Маđар Телеком, мојот почитуван колега изостави да каже дека предметот се наоѓа во Советот на јавни обвинители. Од не знам која причина, еве и јас да му поставам прашање, зошто го доставил таму. Во нас се изготвени представки веќе до Советот на јавни обвинители и до Судскиот совет во врска со предметите и доказите кои не ги доставуваат судовите и јавното обвинителство. А што се однесува до надлежноста, ние ги баравме овие предмети, еден од нив е и Маđар Телеком, да не бидат доставени, да извршиме увид, да видиме дали да воспоставиме надлежност или не. Воопшто немаме соработка со јавното обвинителство околу овој предмет и други кои се наведени во нашите представки. И исто така и со судовите, и затоа ќе очекуваме одговор на ова од Советот на јавни обвинители и од Судскиот совет. Сметаме дека овие предмети со сите докази треба во најбрз можен рок да ни бидат доставени, да извршиме увид и ние доследно како институција ќе им ги вратиме назад во рок од 8 дена. Благодарам. Благодарам и прашањето за господја Ковеси во однос на коментар на довербата. Поверите. Приморен Буназ. Најнапред, добар ден и ви благодарам за интересот што ми го дадовте. На прашањето на господјата ќе одговорам дека е многу тешко да направиме на компарација меѓу овие институции од две различни држави. Не сум социолог, туку обвинител, меѓутоа знам дека ова ниво на доверба зависи многу дали имаме исти инструменти и институции за оценување на довербата. Што се однесува до дирекцијата за борба против корупцијата во 2013 кога го призов водството на ова институција, довербата во институција беше помеѓу 35-40%. На секој 3 месеци се пресметува ова ниво на доверба, така да денес имаме околу 62% на доверба за во последните 2 години. Мислам дека ова работа се реализира, значи од два различни аспекти. Првото беше заради работата значи и следење на овие досија независно од луѓето за кои што беа подготвени досија, затоа што секој е одговорен пред законот независно за кој станува збор. Исто така имаше голем број на обвинувања при нашите досија и тоа ни покажа дека тоа што ако некоја истрага е коректна и професионална, тогаш имаме и дефинитивен коректен број на обвиненија. Мислам дека одговор на прашањата постои социолошко истражување што се однесува до европските држави до Европската унија, кој што го користеа истиот начин на мерење на јавното мислење и на овие исто така во овие рамки го користевме и она правило на 5 индикатори за мерење на ефикасност, мислам за мерење на ефикасноста и поддршката на самото јавното мислење во државата. Благодарам. Само едно мало. Уште едно мало појаснување. Јавните обвинителства кои постапуваат по предметите кои се побарани од специјалното јавно обвинителство ги почитуваат законите и согласно законите кои важат во Република Македонија се обратија до Советот на јавни обвинители да одлучи
за законитоста на постапувањето во смисол на барањето на повеќе предмети. Одлуката е на Советот и Советот како таков треба да постапи по тоа. Благодарам. Уште една рунда прашања. 1, Сања 2 и тука 3. Пак ќе видиме уште дали ќе имаме време за уште една. Повелете. Кристина Беловска, 24 вести. Прашање до господја Ковеси. Имавте средби со двајцата обвинители, со господјата Јанева и со господинот Зврлевски. Вчера, денеска ги слушнавте и нивните излагања во однос на она што е сработено во нивните институции. Како ги оценувате специјалното обвинителство и работата на специјалното обвинителство, а како на државното обвинителство? Ако може да оценете две кратки средби, повели Сања. Прашање до господја Јанева. Повеќето од случаите што ги споменавте се однесуваат на изборни злоупотреби. Како ја коментирате одлуката на Уставниот суд да поведе иницијатива со која практично би ги врзале однапред рацете, или може би не? И до господинот Зврлевски, мислам дека амбасадорот Бели или вие се не се сеќавам, спомена формирање на комисија за изборни злоупотреби. Зошто и што значи тоа во рамки на обвинителството? И за господја Ковеси, кај нас недовербата е најголема во судовите, дотаму уште не се стигнати случаите од специјалното обвинителство. Кога почнавте да работите и кога се формиравте, немаше специјални судови во Романија. Како ја надминавте? Верувам дека со толкава корупција имало недоверба и во судовите. Како ја надминавте таа пречка? Благодарам. И последното тука. Саша Диновски, прашањето до јавниот обвинител Марко Зврлевски и до специјалната обвинителка Катица Јанева. Во рамките на оваа несоработка во државното обвинителство има барање за заштита на законитост во предметот пуч. Никаде не се спомнува иницијативата, а еден од доказите, верувам, во тој предмет ќе биде сведочењето на поранишниот полицаец. Господине Зврлевски и господи Јанева, докаде е овој предмет и како ќе го користите како доказ? Тоа е првото прашање. И второто прашање за господинот Зврлевски. Дали имате информации, дали е точно дека еден од заштитените сведоци користен во еден голем предмет во Република Македонија, однесен во европска земја, неодамна е ликвидиран? Ви благодарам. Благодарам. Мислам дека можеме да одиме со една рунда одговори. Може би да почнеме од господја Ковеси. Da, într-adevăr, am avut întâlnire și cu doamna Да, имав средби со господјата специјален обвинител и со господинот јавен обвинител. Јас не идов тука да давам некаква проценка за нивната работа или проценка за самата легислатива, значи тоа беше на дискусија како помеѓу колеги, како тогаш кога разговараме како ние меѓу нас, нели, како обвинители, ние зборуваме за специфичноста и фактите кои што ги следат овие две структури, што се однесува до дискусијата со господјата јавен обвинител. Таа беше малку подлабока, зашто таа стануваше збор за една специјализирана дискусија што се однесува до самите ресурси за работа, начинот на кој се работува со државните органи, затоа што е едно ново јавно обвинителство и фактички функционира 6 месеци, а мислам од кога постоја дека функционира ефективно 3 месеци. Исто така ние го посетивме седиштето каде што работат и заедно со другите каде што работи господјата, заедно со незините колеги. Мислам дека се многу објективни и се надаме дека без разлика на пречките да треба да се продолжат со својата работа. Што се однесува до господинот обвинител, ние зборувавме за начинот на кој можеме да се работуваме, легислативата врз која што можеме да соработуваме и мислам дека начинот на кој што се одвива работата сите овие два органи, значи треба понатаму да се продолжи со нивната активност. Што се однесува до состојбата во Романија околу специјални судови, ние нема во Романија специјални судови,
нема и сега специјални судови, значи имаше на дебата доста отворена, дали треба да се направат ваков вид на специјални судови. Имавме, ние направивме некои интервенции согласно кривичниот законник. Исто така имавме три работи направено во врска со предвидувањето за привремен притвор. Исто така работевме врз начинот на кој ќе бидат процесуирани овие лица и имавме исто така советување врска со причините на овие правни акти. Тоа се домени кои што е многу значи специфични работи и се доста тешки за специјализирани судии, затоа што еден судија кој што на пример судел во друга област од правото е тешко да се специјализира конкретно за една област што е и нова за него. Исто така имавме и перипатизација на самите случаеви. Во минатите години се констатира дека секој пат одредени досија кога стигнуваат кај одредени предмет, кога стигнуваат кај одредени значи суди, во Романија оваа работа се прави врз начин на партиципација на учество на партиципација на селектирање на самите случаеви и партиципирана реализација поделба и реализација на самите случаеви. Ова рунда прашања, само да ги довршиме одговорите на ова што беа поставени сега. Обвинителка Јанева, дамите предност. Се работи за предметот Титаник. Како што знаеме сите, како што е запозната цела македонска јавност, се работи за осомничени лица за изборни нерегуларности и за изборни нерегуларности на изборите во 2011, и 12 и 13. Така би сакала да го дадам и своето мислење, и мислам дека го делат и моите колеги од тимот, дека со самите истраги за овие лица кои се биле и се на високи функции во Република Македонија, во владата на Република Македонија, и со доказите кои располагаме, кои се 80% во проценти го докажуваат обвинението со кое имаме намера во иднина да настапиме, сметаме дека самиот избор и на председател, и на уставни суди, и на пратеници е доведено во прашање. И тоа е мојот одговор за Уставниот суд. Значи, мислам дека сите овие се нелегитимни институции и треба да го почитуваат специјалното јавно обвинителство во нивните истраги за да ја утврдиме вистината. Благодарам. Благодарам и за второто прашање. За предметот Пуч. Предметот Пуч, од кога воспоставивме надлежност, одиме на повеќе главни расправи во кои го молиме судот да ни ги даде доказите. Значи, еден обвинител мора, за да настапи пред судот, да има докази. Доказите незаконски ги држи судот. Врз основа на решението што го донесел согласно член 81 од Закон за кривична постапка, поднесовме жалба до Апелациониот суд Скопје. Очекуваме одговор во наша полза. Што се однесува до специјалното јавно обвинителство. Ние сите што работим во специјалното јавно обвинителство, значи обвинители, истражители и дел од вработените и превземните стручни соработници, имаме сертификати со државна тајна. Значи можеме да вршиме увид во сите документи кои се во Република Македонија на било кое ниво.
Не може судот да се крие зад класифицирани информации дека би имало во доказите во пуч и да не ги дава. Значи, ние јасно последното судење побарав од судот да ми се легитимира на тој начин како што јас на него му се легитимирав, со сертификат за државна тајна. Никој од судиите, нито од поротниците, нито од обвинетите и од одобраната немаше тако сертификат, освен специјалното јавно обвинителство, а ние доказите ги немаме. Благодарам. Благодарам. Како? За спогодбата за БЗЗ-то за Тоа колегата да се и произнесе околу БЗЗ и ние имаме слушното дека имаат спремно, а не знаеме докаде. Окей. Обвинителот Сврлевски. Едно по едно. Јавното обвинителство на Република Македонија пред секои избори организира посебен начин на следењето на избори. Во текот на самите избори организира посебни дежурства со специјално определени луѓе, обвинители, служба која ги следи сите индици и укажувања и околности кои укажуваат на сторено такво кривично дело. И во таа смисла е сега формирана комисија која ќе биде централизирана, односно раководена од обвинител од Јавното обвинителство на Република Македонија, 4 јавни обвинители од подрачјето на висшите обвинителства и јавното обвинителство, основното јавно обвинителство од Скопје. Целта е да сите заинтересирани луѓе кои сметаат дека се сторени или ќе бидат сторени действија во смисол на нерегуларности кон изборите, на мејл адреса која ќе биде објавена наскоро, да можат да ги прејавуваат. И тоа е се со цел да поефикасно бидат гонети евентуално сторени изборни нерегуларности. По однос на БЗЗ-то, јавното обвинителство постапи, односно Јавното обвинителство за организиран криминал и корупција во целост постапи по барањето на специјалното јавно обвинителство и целокупниот предмет го достави на специјалното обвинителство, кое воспостави надлежност на тој предмет и целокупната надлежност за сите постапувања во тој предмет ги има специјалното јавно обвинителство. Јавното обвинителство на Македонија веќе нема надлежност да постапува по тој предмет. По однос на информацијата за некаков заштитен сведок употребен во некаква постапка некаде, а потоа да тој сведок биде ликвидиран, немам апсолутно никаква информација ни за некаков заштитен сведок, ниту за некој ликвидиран. Доколку имате таква информација, не би било лошо да биде и не да биде лошо, него и должност ви е да го запознаете надлежниот јавен обвинител да може да постапи доколку некој сведок е ликвидиран. Благодарам. Времето, знам дека е голем интерес, вака ќе направиме, бидејќи помина времето за пресод. Ги повикувам сите други гости да си ги заземат позициите во наредниве 5 минути. Ќе дозволам ше 3 кратки прашања, едно тука, второ тука и третото тука. Ве молам многу кратко и ќе замолам кафето за обвинителите се донесе тука, бидејќи не им оставивме време на пауза. Сонја Делевска од Вест. Прашање за господинот Зврлевски. Докаде се постапките против обвинителите на Јанева за притисоци врз сведоци? И прашање до госпоѓата Јанева. Дали ќе поведе постапка специјалното обвинителство против државниот обвинител Марко Зврлевски, кој се спомнува во бомбите дека наводно си ја знаел работата, стопирал, местел пријави? Благодарам. Тама. Повелете. Моето прво прашање е до романската обвинителка Ковеси. Каква е вашата соработка со другите институции? Дали во изминатиот период колку што ја обавувате оваа одговорна функција се случило да ги прогласите за нелегитимни сите институции во државата, од собранието, владата па и уставниот суд во Романија? Колку е значајна транспарентноста во вашето работење за она висока доверба која што ја ужива вашата институција? Моето прашање ќе го упатам и до специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Колку за вас е значајна транспарентноста? Ние се појавивте пред Советот на јавни обвинители, ние се појавивте пред Македонското собрание да го образложите вашиот извештај и со месеци не сте ни одговориле на оние прашања кои што се поврзани со вашето лично работење. Тоа е работењето во врска со двата скандали, со становите и со земјоделското земјиште. Ви благодарам. Благодарам и последното тука.
Моето прашање е до специјалната обвинителка Јанева. Имаме сите чувство јавноста, посебно дека всушност процесирањето на случајот Титаник е најден едноставно институционален начин да биде блокирано во овој момент и ова посебно со последната одлука на Уставниот суд. И ваш коментар на тоа, затоа што едноставно јавност, граѓаните немаат чувство дека во Македонија може да се процесуира еден случај и тој да има успешна завршница, посебно против високи функционери од власта. Благодарам за прашањата. Се надавам во 2-3 минути ќе успееме кратко да одговориме. Would you like to start? First question was for... Предмети за сите лица, значи сите се еднакви пред законот, така да понатаму не можам да кажам дали конкретно за господинот Марко се има предтрисечна постапка. За што се однесува до Советот на јавни поканата од страна на Советот на јавни обвинители и на Собранието на Република Македонија да го образложам мојот извештај, јавно ве кажувам дека нема да одам, немам намера да одам, од причина што мислам дека е толку мал извештајот за толку малечок период, дека нема потреба да образлагам нешто посебно, бидејќи целиот содржи се што е потребно. А доколку почитуваниот совет има некои забелешки и почитуваното собрание има некои забелешки, нека писмено ги достават, ќе ги вклучиме во идниот извештај тие забелешки и заклучоци кои веќе почнавме да го работиме за идниот период од 6 месеци. Што се однесува до моите станови и мојот имот, сакам да ви кажам дека јас имам 2 стана на моите деца кои се купени заедно со мојот сопруг, кој сега е починат. Со заедничкиот имот на мојот сопруг и негов. Јас имам уште имот. Од моите родители уште не сум наследила ништо. Значи мојот имот уште ќе се зголемува. Али на сметка на моите родители и на мојата работа на овие 10 прсти. Благодарам. А што се однесува до Титаник, да ви кажам дека ќе следи проширување на истрагата и за други лица. И воопшто не се плашиме од судот, дали ќе го прифати нашето обвинение или не. Таму ќе биде посебна борба и кога ќе дојде на ред тоа, ќе видиме како ќе се одвива. А се уште го работиме и имаме намера да прошириме за други лица во овој предмет за Титаник. Благодарам. Благодарам. Господин Зврлевски, па со кое сте би завршиле? Врска со прашањето за како се постапува и до каде е постапката, точно е дека до ОЈО Скопје се доставени пријави за повеќе лица од специјалното јавно обвинителство, по кои се постапува како и по сите други пријави, нормално со посебно внимание, имајќи го предвид карактерот на пријавените лица. Она што ми е познато, знам само дека се доставени покани до лицата и што понатаму се случува во момент не ми е познато. Благодарам. И последниот одговор и завршување на пресот од господја Ковеси. Што се однесува за прашањето за соработката со институциите на државата, ние како обвинители никој пат не сомневаме дали институцијата е легална или не, затоа што имаме закон врз основа на кој една институција е основана и тој закон треба да го почитуваме. Додека тој закон не се промени или одредени членови од самиот закон не бидат промените што се однесува до организацијата на самата институција, ние го аплицираме овој закон. Најчесто имаме добра соработка со овие институции, секако дека
како и секој обвинител, некој пат имаме и проблеми, има ситуација кога институциите на државата одбива да ни дадат одредени документи кои што не беа потребни, меѓутоа имаме еден начин на правен на казнев закон, во законот, значи можност да ги подигнеме овие материјали. Секој пат апелиравме до овај инструмент за осигурување на овие материјали. Овај дел од законот кој што ги значи им дава до знаење и ги значи им дава до знаење дека треба да соработуваат со нас и со другите институции. Тие се свесни дека ако не соработуваат ќе има соодветни реперкусии, односно ќе одговарат за нивната несоработка. Исто така ние треба да имаме соработка со правните инстанции. Значи овие значи ова соработка ја имаме со самите судови. Ние некои од овие наши барања се, нели од овие случаи се позитивно со негативно решени, што се однесува до корупцијата во Романија. Исто така сакавме не само ние туку и народ во Романија ова корупција да биде, овие скандали да бидат разрешени. Исто така кога станува збор за обвинување на одредени лица кои што се наоѓаат на високи позиции, како што се сами премиери, министри, сами обвинители, исто така и суди и така натаму, сепак треба да се знае дека треба да се спроведе овај закон, значи се да биде согласно законот. Исто така тоа зависи од самите значи обвинители, како и од самите граѓани, како понатаму ќе се одвива, ќе се развиваат сите овие процеси. Најголем најсојузник во борбата против корупцијата се нашите граѓани и конечно ова борба против корупцијата е во интерес на самите граѓани.